И оваа година, како и минатата, според Сојузот на тутунски издруженија, се очекува принос од околу 24 милиони килограми на тутун. Годинава, иако за разлика од лани имаме зголемување и на засадените хектари од 13.700 на 14.300 хектари, како и на бројот на склучени договори од 27.000 на 33.000 договори и се очекуваат околу 27 милиони килограми принос, сепак таа бројка тешко дека ќе се постигнела поради промената на начинот на садење на тутунот. Поготово во руралните средини, расадувањето на тутунот е сега ред од ред на 60 сантими, а порано беше расадувањето на тутунот ред од ред на 43 сантими. И со тоа да речем зголемена е површината, меѓутоа корењата ги немаме во површината. И ние како Сојуз негде се надеваме дека килограмите ќе бидат негде на ланските од 24 до 25 милиони. 27 милиони тешко да се достигне. Тутунарите исто така бараат изголемување на цената на тутунот за оваа година, но и откуп по класи, а не како минатата година, целото производство да се откупува во една и тоа прва класа. Годинава цената за прва класа е 420 денари. Јас сум поборник за да се откупува тутунот на класи, меѓутоа откупувањето на класи ќе биде само тоа ако се коригира цените од купувачите. Со овие цени не ми дава за право да велам дека ќе се купува на класи. Тутунарите признаваат дека во моментов тутунот е најплатената земјоделска култура и велат дека ако продолжи овој тренд, се повеќе земјоделци, а особено млади, ќе се вратат на негово производство. Ако продолжи вака, со покачување на цената, можеби ќе постигнеме некоја цел за да се вратат и младите, за да може да се насадат повеќе тутун, да се врати оваа култура во нормала. Цена чекаме убава да имаме годинава. Ако имаме убава цена и до година ќе продолжиме со наседувањето повеќе. Деца, како од млади, го неќат, ама ако има убава цена, ќе се сложат и ќе поработиме. Инаку, во моментов Македонија после Турција била втора во светот по производство на ароматичен тутун. За Сител Дарко Штарговски.